Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Макети од бродови, вулкани, некои чудни машини и што ли уште не, забрзано се носеа низ училниците во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица. 56-тиот државен надпревар собра 365 надпреварувачи од основните училишта од цела Македонија. Во вкупно 23 дисциплини се надпреваруваа најдобрите од 19 надпревари на млади техничари и природници во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на млади техничари и природници. Преседателот на Народна техника Зоран Тодоров рече дека младите македонски надпреварувачи се талентирани и многу успешни и надвор од државата. На ниво на Балканот, на ниво на Европа, едни сме од најдобрите. Може би некој нема да поверува, само ќе ви кажам дека ланска година во Струмица организиравме балкански регионален надпревар на балканскиот регион од 7 држави, нашите беа најдобри. Така да на ниво на балкански регион можам да кажам дека сме први во областите на конструкторство, автоматика, електроника, електротехника, додека роботика, малце Хрватска е пред нас, морам тоа да го признам, али работиме тоа да бидеме први. Така да нашите ученици имаат афинитети. Последните неколку години Народна техника и Сојузот државниот надпревар го организираат во помалите градови, со цел да ги поттикнат иноваторството и љубовта кон техниката и во овие општини. За Македонска Каменица, според градоначалничката Сонја Стаменкова, ова е прва голема организација на ваков државен надпревар. За прв пат оваа година се одржува во Македонска Каменица и особено чест и задоволство ми е затоа што самата организација се надевам дека ќе ги поттикне нашите млади истражувачи активно да се вклучат во наредните надпревари, затоа што Основното училиште Кирил и Методи досега нема своји тимови. Знам дека има талентирани ученици, има потенцијали и ги повикувам уште сега активно да се вклучат и да ги искористат потенцијалите, затоа што навистина ги има. Има вредни наставници, има потенцијал и еве денеска самиот настан да го искористиме како мотивација за талентираните да ги искористат своите таленти. Бродомоделарство, фото и кинотехника, астрономија, астронаутика, градежништво и архитектура, радиотехника, применити науки се само дел од 23 дисциплини во кои се надпреваруваа основците. Особено атрактивни се роботиката, но и фото и кинотехниката, откако мобилните телефони и јутуберите станаа младешка атракција. Наставничката од Куманово, Марина Крстич, на државниот надпревар во својата екипа немаше јутубер, но имаше млади кинематографери кои работеа филм на тема пријателство. Па сега баш тоа се размислував, гледам тука дека многу има заинтересирани например за градежништво, за моделарство, ама сегаш не изостанува например роботика, не изостанува астрономија, тоа ги исто многу актуелно и многу сакаат кинотехника и фототехника. Конкретно што работите со кинотехника и фототехника, бидејќи рековте дека во Куманово има 3 такви клуба? Значи вака, фототехниката се спрема цела година, исто и кинотехниката. Децата се учат на основни познавања од уметничка фотографија и од уметнички филм. Некои основни како да снимаат кадри, како да кадрираат, точка на интерес, правило на третини, тие такви основни некои правила. И врз основа на тоа после они си прават своја приказна, дали фото приказна, дали видео приказна и ги презентираат. Љубовта кон науката и техниката е основата на која базираат надпреварите, кои 6-та деценија се организираат во нашите основни и средни училишта. Многу иноватори и млади научници произлегоа од овие надпревари, кои преку Макинова, но и светските надпревари, некои од нив успеа да остварат и светска кариера. Кој знае, може би еден ден некој нов познат научник од Македонија ќе се сети дека неговата прва награда била од Македонска Каменица, каде овој април се одржа 56-тиот државен надпревар. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.